Оваа пресконференција за мене има голема символика, затоа што точно на овој ден, пред една година, одржав пресконференција по враќањето од Баку, од 43-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, каде што заедно со делегацијата на нашата држава сериозно се заложивме да ги вложиме сите напори и да ги превземеме сите мерки по однос на препораките за зачувување на статусот на регионот како светско природно и културно наследство. Тогаш кажав дека ова е битка за спас на Охрид на сите полиња и посветеноста моја како градоначалник на општината и на владата е целосна и недвосмислена. Цврсто останувам на тој став и гор сум што во текот на изминатата година успеавме значително да ги поместиме работите од нулта точка. Покажавме вистинска грижа за она што е исклучително важно, одлучивме да повлечеме црвена линија и конечно да му ставиме крај на самоволието и импровизациите. Со сите мерки и активности кои ги превзедовме и ги превземаме во текот на овој процес, ја запираме деградацијата на регионот и ги поставуваме параметрите за заштита и развој на еден долг рок. За прв пат донесовме сеопфатен план за управување со природното и културното наследство, кој претходните власти требало да го донесат уште од 2009 година. Важно е да се потенцира дека сите наши заложби и активности во делот на управувањето со крајбрежјето на Охридското езеро и зачувување на природното и културното наследство се во насока на имплементација на овој план и во согласност со сите постоечки законски прописи. Воопшто не се согласувам со одредени мислења кои се изнесуваат во јавноста дека активностите кои ги превземаме се во насока на уништување на туризмот. Напротив, јас сметам дека со ова ние инвестираме во иднината на овој регион. Охрид е едно универзално богатство сврстено во листа од 39 места во светот заштитени од УНЕСКО. Развитокот на туризмот не е во корелација со поставување на објекти на крајбрежјето од несоодветен материјал и навлегување во водите на најстарото езеро во Европа во кое што живеат преку 200 ендемски видови. Ние конечно започнавме да средуваме долгогодишен проблем и да надминуваме состојби кои Охрид не ги заслужува. Мора на сите да ни стане јасно дека таков тип на урбанизација на крајбрежјето едноставно повеќе нема да има. Во однос на отстранување бесправните објекти, се работи за процес кој е под голем интерес и притисок на јавноста од сите сфери. Процедурата за отстранувањето на бесправните градби во општина Охрид била изоставувана години наназад. Не било вршено соодветно санкционирање на бесправното градење. Но тука не било во прашање постапувањето или непостапувањето само на општината, тука си останатите надлежни институции, инспекторати и обвинителството. Значи години наназад не функционирал еден цел систем и затоа ние денес имаме на ваква состојба. Тоа се постапки кои повеќе нема да се повторуваат. Нелегалните градби кои представуваат опасност за регионот и се во спротивност со режимите на заштита ќе бидат отстранети согласно законските одредби и нема да има никаква селективност во постапките. Во текот на изминатата година, во насока на исполнување препораките на УНЕСКО, се работеше на сите нивоа на одлучување, на спроведување на мерки, носење решенија кои се консултирани со врвни експерти. Никој да нема илузија дека нема да го стигне законот, дека било со какви притисоци ќе биде поштетен од процесот на постапување. Процесот ќе трае до расчистување на последниот бесправен објект. Се радувам што како локална самоуправа и централна власт имаме огромна поддршка од меѓународната заедница, од амбасадорите, од релевантни меѓународни институции во делот на спроведување на законите, владење на правото и зачувањето на светското наследство. Затоа уште еднаш упатувам апел до јавноста да го поддржат целокупниот процес и заедно да покажеме дека имаме волја, дека имаме визија и план да ги подобриме работите и да го зачуваме нашето непроценливо богатство за идните генерации. Ви благодарам.